Ете, ние кога ги работиме истражувањата, има една перцепција која што се создава за кандидатите, во однос на тоа дали граѓаните ги доживуваат позитивно, ги доживуваат негативно, ги доживуваат неутрално или воопшто не ги знаат, се разбира. И оние кои што се решени да гласаат. Значи тука има разлика. Најважно за кандидатите е да ги убедат оние кои што имаат позитивно мнение за нив, да излезат и да ја заокружат нивниот број на гласачкото ливче. Особено на овие избори, затоа што се први претседателски избори кои се одржуваат без при тоа да има друг некој изборен циклус. Минатите избори имаше парламентарни заедно, претходно имаше локални. И со оглед на проблематичноста која што се создава со задолжителниот цензус во вториот круг, најзначајно е да излезат што поголем број граѓани, со што и изборите би биле успешни. Тоа се разбира, иако цензусот е во вториот круг, многу е важно и колкав број на гласачи ќе има уште во првиот круг, бидејќи тоа е потенцијалот на кој што после ќе се надеваат, се разбира, оние двајца кандидати кои што ќе го поменат првиот круг. Претседателските избори по дефиниција имаат ниска мобилизација, бидејќи претседателот нема големи ингеренции во државата и во општествениот систем. Така, претседателските кандидати тераат некаква своја кампања која е повеќе насочена на нивните ингеренции, но паралелно со нив се одвива една партиска кампања помеѓу лидерите и штабовите на двете партии која е повеќе насочена на, условно речено, парламентарни теми. Економија, генералната позиција, правецот во кој се движи државата и така натаму. Кај претседателските кандидати наративот се сведува на позицијата по преспанскиот договор, каде таму се диференцира во основа двата големи кампа. Едниот на Стево Помедаровски кој го прифаќа со неговата целост и едниот на Гордана Силјановска кој има проблематичен став, односно го проблематизира вкупно преспанскиот договор. Тоа се главните пораки на митинзите. И на комитинзите имаат по својата дефиниција капацитет да ги мобилизираат само сопствените членови, многу малку допираат до неопределените, така што тие се повеќе за мобилизација на тврдото партиско јадро. Кај професорката Силјановска мала е поддршката, односно таа позитивна перцепција кај етничките албанци, затоа што и многумина од нив немаат изградено мислење околу тоа дали и како им се допаѓа. Има огромен дел кај етничките албанци кои што немаат никаков став по однос на Силјановски. Се разбира дека она треба да во она што останува од предизборната кампања, да се потруди и на некој начин да се представи и во таа заедница со цел, нели, да се стекне одредено позитивно мнение кое што можеби ќе донесе гласови во првиот циклус. Од друга страна, она што е негативна перцепција кај голем дел од предсетничките македонци во однос на преспанскиот договор се прелеа и кон кандидатот на СДСМ, затоа што тоа беше очекувано со оглед дека во жариштето, да речеме, суштината на неговата кампања беше самиот преспански договор. И тука не верувам дека он ќе успее, барем кај оној дел кој што го имаат изградено тоа негативно мислење, да ги предомести, затоа што за да се случи тоа, он треба да се откаже од све она за кое што се залагал во изминатиот период во кампањата и пред да почне официјалната кампања. Мали се шансите да се подобри драматично позицијата по така големи целни групи. Особено кај Гордана Силјановска, која како кандидат на ВМРО ДПМН има проблематичен однос со албанците, најмногу заради законот за јазиците и односот кон преспанскиот договор, кој и е таков да де факто ги отуѓува безмалку сите албанци. Не верувам дека таа во последните недела дена може да го поправи тоа што во претходните месеци или години и било политички став. Кај Стево Помедаровски е тоа резултат на стриктната поделеност на македонското општество по однос на преспанскиот договор. Половина од македонското гласачко тело го прифаќа во неговата целост, половината би го отфрлила или би евентуално би го вратила назад на повторни преговори. Тоа се толку големи етаблирани варијабли, што е многу мала шансата во последните
недела дена, па дури во целата кампања која во Македонија е кратка, трае 20 дена, суштински промени да се случат таму. Може би 1-2% маргинални промени можат да се случат. Меѓутоа, суштински поместувања по тоа нема. Кандидатите ја фатиле својата стратешка позиција така како што ја фатиле и сега, како што би се рекол, коцките се фрлени. Сега тие треба да го истераат својот наратив кој го фатиле и да видат што ќе се случи на изборите. Евентуално може да има некаква посериозна можност за влијание помеѓу првиот и вториот круг, но за сега до 21 не. Па искрено немаше некои за црната кампања. Некои посериозни да кажеме посериозни нарушувања на меѓусебниот респект, меѓусебната почит помеѓу кандидатите. Негативна кампања секогаш има, но мислам дека во овој случај на вистина беше, доколку ја споредиме со сите претходни изборни циклуси во изминативе 15 години, мислам дека беше тоа најмалку изразено. Скоро и воопшто да немаше негативности кои што се насочени кон политичкиот противник. Вообичаено во последната недела од кампањата негативната пропаганда е најизразена, но со оглед на она што се случуваше до сега, иако може да се зголеми фреквенцијата на напади кон политичкиот противник, навистина не верувам дека тоа може ни да му се приближи на интензитетот кој што беше во изминатите изборни циклуси, така да очекувам дека ова кампања ќе биде, условно кажано, најпристојна или најмалку негативна споредено со сите претходни избори. Релативно пристојно изгледа кампањата. Прво ги гледаме претседателските кандидати на многу повеќе ТВ дебати и соочувања од што било претходно пракса. Гледам дека реториката на тие ТВ соочувања е релативно пристојна, вие не може да избегате од фактот дека нашето општество е поделено и дека има висока тензија помеѓу партиските штабови. Во рамки на тој контекст, тие се релативно пристојни. Но негативната кампања и како адвертајзинг кампања и како PR кампања е процес кој се појавува секаде во светот. Македонија не е исклучок од тоа и не верувам дека овие избори или било кои наредни ќе бидат условно речено вакцинирани од негативна кампања. Напротив, таа ќе се зголемува и ќе се зголемува на ад хоминем ниво. Тоа е првата голема варијабла која е новост и втората се фейк ньюс кои исто така се појавуваат како светски тренд и Македонија не може да избега од тој тренд. Така што очекувам дека тие два феномена ќе се зголемуваат и во текот на оваа кампања и во текот на било кој нареден.